hasta arriba. Здраво, јас сум Јован Миловски, тренер во Кошаркарски клуб Работнички. Вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Митко Костовски, селектор на најмладите македонски репрезентации, родени 99-2000 и тренер и собственик на Кошаркарскиот клуб Квиско Баскет. А вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Почитувани гледачи на МТМ телевизија, здраво и добродојавте во 11-тото издание од петата сезона од проектот МТМ Кошаркарска лига за сезоната 2014-15. Во оваа емисија ќе видиме три квалитетни и интересни натпревари кои се одигра во спортската сала Градски парк, а ќе ги видиме децата од генерацијата 2000-2001 кои ќе го одиграат исто така петото коло во новата сезона. Освен надпреварите во денешната емисија, ќе може да ја погледнеме и стандардната рубрика Топ 5 на најдобрите потези од ова пето коло во генерацијата 2000-2001, а крајот на емисијата секогаш е резервиран за најавата за следното коло, каде го започнуваме и шестото коло кај генерацијата 2002-2003. Затоа, драги гледачи, останете покрај малите екрани во следните половина час, затоа што започнува 86-тото издание на МТМ Кошаркарската лига. Чест да го отворат ова пето коло во генерацијата 2000-2001 ја има тимовите на Работнички и дебитантот во нашата лига Ливија. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме на интересните моменти од овој надпревар. Дебитантот во МТМ Кошаркарската лига, екипата на Лирија, добро го започна надпреварот против стандардниот учесник Работнички и за кратко време направи убава и солидна предност. Работнички кон крајот на првиот дел заигра подобро и не дозволи разликата да отиде на плюс 10. Сепак Работнички не се доближи до резултатот на Лирија и првиот период го загуби со 12-6. Во вториот дел кошаркарите на Работнички ја подобрија реализацијата во нападот и одбраната и како што одминуваше надпреварот, така Работнички се повеќе се доближуваше до водството на Лирија. Со нова серија поени Работнички го презеде водството, а кошаркарите на Лирија до крајот на вториот дел го изравнија резултатот и на полувреме и исто одгласише 17-17. Работнички вториот дел го доби со 11-5.
Now tell me who could stop me. I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W. Третиот дел можеби беше налик на првиот, а кошаркарите на Лирија беа тие кои го имаа главниот збор во овој дел од преварот. Competition's none in a league of my own. All about the W. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. I'm in the zone. Look, I'm in the zone. The competition wet. Tell them let's get it on. My hustle. Тие си ја вратија предноста од првиот дел и до крајот на третиот период се повеќе ја зголемуваа предноста. I done came a long way. This is what the grind make. Everybody want to shine, don't know what the shine take. You mad that I'm playing? Call it sideline. Hey, it ain't over till it's over. Работнички имаше своји минути, но недоволни за повторно доближување до резултатот на Лирија. Do it, I tell them all risk. Why y'all miss? I could probably do a backflip fade away and still watch the ball switch. Кошаркарите на Лирија со 14:8 го добија третиот дел. It's salty, easy on the soda. You should plan to lose if you thinking about folding them. Even with a joystick, it's still no. И во последните 10 минути од мечот влегува со преносот плюс 6 поени за 31-25. All about the W. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. Now who can stop me? I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. I'm in the zone. And you can't take me out of that. At the top. И во последниот период Лирија само ја одржуваше стеклената предност од третиот дел и во ниту еден момент не дозволи доближување на работнички, кои правеше напори за достигнување. Bulls is at the draft and I'm 23. I'm Mike with it. I feel bad for who checking me. Passed in ahead of B, that you can never be. All about the W like after the letter V. They say they win, but Работнички сепак не успеа да го изравни резултатот и доживеа пораз од Лирија, кои пак во дебитантскиот настап во МТМ кошаркарската лига стигнаа до првата победа. where retired jerseys be at. Just look up. My kicks lace. My team strong. They sleeping on me. Dream on. They know I ain't stopping until the ring's on. Hey, look, I'm headed for greatness and it's the team song. Stop me. I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. Лирија ја доби последната четвртина со 13:10, но го доби над преварот со 44-35. Now who can stop me? I'm Кај работнички најдобар стрелец со 7 поени беше Дарко Ристовски, а по 5 коша дадо Антонио Гилев и Ташко Дачев. home when it's over with. Кај победниците Лирија со 9 коша најдобар беше Илми Сейфула, а по 5 коша постигнаа Алтин Рушити и Елзер Царо. Од оваа емисија повторно го наградуваме најдобриот играч на секој надпревар, па така наградата од нашите генерални спонзори Виватап за најдобри играч на надпреварот MVP отиде во рацете на Илми Сейфула од тимот на Лирија. Здраво, јас сум Миле Трајковски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Никола Неделковски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Георги Докузов, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Арсов Михал, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од петото коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 2000-2001 се сретна тимовите на Академија Баскет и Борец.
Во следните 10 на минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти од овој надпревар. Кошаркарите на Академија Баскет фуриозно го стартуваа вториот надпревар од ова пето коло против Борец. Тие во голем процент ги реализираа своите напади и успешно се справуваа во одбраната, што придонесе уште во овој период од играта да направат двоцифрена предност. Борец одигра многу лоше во првата четвртина и заслужено имаше негатива од минус 11 коша. Академија Баскет со 16:5 ја доби првата четвртина. Во вториот и третиот дел Борец ги консолидираше своите редови и константно ја намалуваше високата предност на Академија Баскет. На полувреме Академија Баскет имаше едноцифрена предност која се повеќе се намалуваше во третиот период, кога Борец стигна на достигни 6 поени негатива. Во пресред на последниот период од надпреварот резултатот беше 30:24 за Академија Баскет. Сепак во четвртата четвртина Академија Баскет го искористи можеби и заморот на Борец и повторно со серија поени ја зголеми разликата која во еден дел од овој период повторно стана и двоцифрена. Борец немаше сили и комплетно да се врати во надпреварот и на крајот запиша пораз, а Академија Баскет со 45-33 стигна до нова победа во МТМ Кошаркарската лига. Последниот период им припадна на Академија Баскет со 15:9. Кај победниците тимот на Академија Баскет најдобри со по 9 коша беа Милош Делевиќ и Иван Балов, а по 6 коша постигна и Ѓорги Докузов и Михел Арсов.
кај борец исто така 9 коша даде Вајдмир Тахири, 8 постигна Филип Николов, а по 6 поени реализираа и Александар Атанасовски и Марко Василев. Наградата од нашите спонзори Виватап за најдобар играч на надпреварот MVP ја доби Милош Делевиќ од тимот на Академија Баскет. Здраво, јас сум Бојан Саносев и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докузовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Тони Гачаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. И во третиот и последен надпревар од денешната програма се сретнаа тимовите на Квиско Баскет и Кошаркарскиот клуб Петрески од Гостивар. Следните 10 минути ќе ги погледнеме најдобрите моменти и од овој надпревар. Овој меч требаше да биде дерби на ова петто коло кај генерацијата 2000-2001 во нашата лига, но кошаркарите на Квиско Баскет ја покажаа својата сила кога беше најпотребно и уште на самиот почеток на мечот им дадо до знаење на гостиварчани дека нема што да бараат на овој надпревар. Се целосна контрола во одбраната и нападот уште од својата половина, Квиско Баскет со пресинг игра не им дозволи на Петрески да го погодат кошот и оваа четвртина ја завршат со 0 поени, а да примат дури 25 коша. Во вториот дел сепак Петрески полека се освестуваше од шокот во првиот период и конечно заигра како што најдобро знае. Тие го диктираа темпото во овој период и колку толку се вратија во надпреварот, каде постигнаа само 7 коша, но сепак Квиско Баскет финишот повторно го доби во своја полза и разликата ја зголеми во овој период. Сепак Петрески овој период го загуби со 9:7 и на полувреме Квиско Баскет имаше пренос од 34:7. Во третиот дел Петрески ја повтори играта од вториот дел, но сепак немаше решение за расположените играчи на Квиско Баскет, кои на секаков начин го полнеа нивниот кош. До крајот на овој период Квиско стигна до највисоката пренос од плюс 34 поени и во последниот период влезе со резултат од 49-15.
Кога беше решен победникот на овој надпревар, последниот период се играше повеќе релаксирано и на двете страни, па така тимот на Квиско Баскет го приведе надпреварот до крај со убедлива победа од 58-19. Кај победниците Квиско Баскет најдобар беше Ненад Радуловиќ со 10 поени, по 9 дадоа Давид Здравковиќ и Мартин Дамјановски, а по 7 коша постигнаа Кристијан Милошевиќ и Тино Канофиловски. Кај Петрески 5 поени даде Маријан Георгиевски, а по 4 поени постигнаа Златко Јовицовски и Кипре Серафимовски. Наградата од нашите спонзори Вивата ја доби Петар Васев од тимот на Квиско Баскет. Јас сум Божидар Гилевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Христијан Георгиевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Никола Бошевски, тренирам во Киндер Мини Баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Драгослав Андревски, тренирам во Кошаркарската лига Академија Баскет и препорачувам да гледате МТМ лига. Јас сум Ајтов Александар, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате најдобрата МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Боријан Чучков, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Петар Ивановски, а вие тренирам во клубот Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Се викам Никола Баџаков, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Дамјан Кировски, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следи рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова пето коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2000-2001. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите, ќе погледнете во најновите топ 5 потези во Кошаркарската Евролига и NBA лигата. Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está arriba.
Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está rica. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está rica. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está rica. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está rica. Јас сум Зоран Балов, тренер во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Трајковски Марко, тренер на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевка. Јас сум Лазар Пуволски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Почитувани гледачи, завршува и ова 11-то издание од петата сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2014-15. Ние се гледаме повторно следната недела со надпреварите од нашата лига, која е ексклузивно, вие почитувани гледачи можете да ја гледате на програмата на МТМ телевизија. Последното коло ќе ги видиме децата од генерацијата 2002-2003 кои ќе го одиграат шестото коло. Почитувани гледачи, останете и понатаму со програмата на МТМ телевизија, а ние се гледаме повторно со кошаркарските возбудувања од МТМ Кошаркарската лига за 7 дена. Поздрав! Јас се викам Антонио Симуновски, тренирам во клубот КК Петрески и гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Борис Рисовски, тренирам во КК Петрески и гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Златко Јовицовски, тренирам во кошаркарскиот клуб КК Петрески и гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Христијан Николовски, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Марко Муратовски, тренирам во кошаркарскиот клуб КК Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Нова Герик, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Oye mamita, dale que la cosa está rica.